Првата бременост ми беше непланирана, но решив да ја продолжам само затоа што бев во долга и здрава врска со партнерот. Во раната бременост гинекологот утврди сериозно оштетување на фетусот. Стана јасно дека морам да абортирам. Никогаш нема да заборавам дека морав да чекам 3 дена, оти така велеше законот. 3 дена станаа 7, зашто првостепената комисија заседаваше само еднаш неделно. 7 дена се будев и заспивав, знаејќи дека во матката носам нешто што не треба да биде во мене, но е само затоа што системот одлучил така. Кога веќе сум решила дека не сакам да продолжам низ бременоста, нема зошто кој било да ме советува и предомислува. Не може никој да ме присилува да направам нешто што не сакам, ниту да ми се меша во приватниот живот, као што и ќе ми покажуваат слики. А ме прашаа ли дали имам пари да си го платам патот до Скопје за да дојдам на советување кое не го барав, тоа од кожа ми извади. Медикаментозниот абортус или абортусот со лекови е комбинација од два лека, од кои едниот го нема кај нас. Најчесто пациентката и гинекологот се решаваат на половичен метод, бидејќи пациентката нема пари да го плати второто апче, а гинекологот знае дека без второто апче нема да може да се заврши работата како што треба. За среќа, со новиот закон нештата се менуваат. Во 20-та недела од бременоста, гинекологот ми рече дека кога го родам, детето ќе има проблеми со рацете и нозете. Ми го даде наодот и ме прати на комисија. Не сакав да ја продолжам бременоста, бев самохрана мајка. Првостепената комисија ме препрати кај второстепената. Никогаш не ги видов ни гинеколозите, ни социјалниот работник од таа комисија. Важно, добив решение дека не ми се одобрува абортусот. Нивните печати одлучија на место мене. Kur s'do t'i haroj fytyrën e mjekut kur na kuptoi lajmin e papritur, por kur s'do ta haroj as fytyrën e tij kur më tha: "Për gjithçka që do të kesh nevojë, për çdo gjë që do të vendosësh, mua më ke pranë."